Слава ти, Господе Исусе Христе. На мирникот не го знаеме многу, една молитва на Вибер, еднаш кога дојде во Македонија, неколку поуки, завршувавме со тоа што му велев дека не треба да влегува, да подучува, туку треба да се исчисти од претходните заедници во кои бил учен, например бил во една адвентистичка, баптистичка, па во една протестантска, и се уште тоа знаење, тие стихови му тежат некако да се прилагоди, и го нема, го снемува, па се враќа, па исчезнува. Живее импулсивно, се уште не му е јасно, и ме прашуваше еднаш за Светиот Дух, како и што. Кога еден ден се појави во четвртокот, иако јас го потикнав, му реков, ајде, зашто те нема, што се случува? Да дискутира дека има вечна смрт, вечно проклетство. После 600-700 завети, поуки, се враќа на истата точка. Сатаната го извртува Евангелието и го представува Таткото Небесен, кој е вечната љубов, вечна љубов, нели, љубов природа. Испаѓа дека има неколку, два Господа, има едниот е проклетство, другиот е љубов. И сега тој вели да дискутираме. Мислам дека тука е главниот проблем. Тие со дискусија на собирот во Никеја изгласале канони, принципи, правила, светци. Мартин Лутер изфрлил не знам колку глави, 50 на 39, мислам беа од протестантската, и направил некои работи. Знаете, со човечко, мислам дека не станува збор за дискусија, станува збор за секоја мисла да е покорна на Исус Христос, да го слушаме Духот Свети, да викаме Татко, да бидеме деца на небесен Татко, вечната љубов, и да бидеме негови ученици. И повторно го поставувам прашањето, зошто ти, например, не го оставиш своето дете да гори во вечен пекол? А те велиш дека имаш родителската задача, е тоа. Е па како нашиот најголем родител, таткото, би ги оставил децата да горат. Тој слегува во пеколот, до вратите на пеколот, и оттаму те избавува, и он вечно не се лути, тоа е вечната љубов. Ете, тоа е, сатаната влегува во твојот ум и ти имаш телесен сатански ум и не можеш да разбереш. И јас мораме, Духот ќе те исврли од заедницата, бидејќи не припаѓаш овде, не сакаш да учиш, знаеш, не си ученик, сакаш да дискутираш, можеш да заминеш за изник, за Никеја и да изгласате таму нови канони, да си правите ваша вера и ваша црква. Ние сме живи столови, живи камења. Пазете, прашање на момент кога ќе те фати, децата твои ќе ги разбие од камен, да можат да ја примат вечната љубов на Таткото Небесен. Амин.